администрација. Се чини дека Гевгелија полека го превзема она водечко место во привлекување на тие хотелско-туристички комплекси, проекти, кои што многу може да направат за намалување на таа неработеност. Еве се отвори Принцес хотелот. Не можеме да сметаме да се отвори фабрика која ќе запосли, да кажем, 500-600 луѓе, а вака со еден хотел тие веќе се отвараат. А има најава за отварање на спа центри и на други хотели? Интересот го има. Ние како Подрачје веќе стануваме атрактивна туристичка дестинација за казино туризмот. Мислам дека колку повеќе ќе се градат овие комплекси, овде толку ќе биде поголем интересот. Сите сакаме да одиме во полни продавници или каде што има многу продавници кога одиме да купуваме. Исто и во туризмот. Сите туристи, сите сакаат да одат каде што има понуда. Колку ќе има повеќе такви комплекси тука, колку таа конкуренција ќе расте, толку ќе стануваме се поинтересна дестинација. И ова година почна токму се убава работа во сферата на туризмот. Од тука започна една акција на Министерството за економија како развој на Македонија. Открија Македонија. А Гевгелија и Дојран заедно беа избрани од тука да почне таа акција. Беше интересно како промотори јавни личности кои не се од Македонија, ги имавме амбасадорката на Република Грција и заменик амбасадорот на Република Турција. Тој проект ќе продолжи, значи во афирмацијата на цела Македонија, Гевгелија, регионот. И исто имавме една средба пред крајот на преходната година со туристичките работници. Инициираме повторни средби со нив. Значи се што може општината да им пружи, се што треба да се организираме заедно за да ја расшириме и нивната понуда, да настапат организирано на берзите туристички, да едноставно Гевгелија се представи како бренд на овие простори. Така, освен како туристички бренд, и ова година почна со уште една убава работа, Гевгелија добија на престижна титула град на културата. Колку ќе значи тоа за развојот и на туризмот и за развојот на културата, бидејќи очите на сите културни работници и на македонската публика ќе бидат свртени кон Гевгелија. И така ќе биде значајно пресудна. Многу луѓе ќе дојдат во Гевгелија, многу настани се предвидени. Еве во април месец не очекува свеченото големо отварање да го организираме. Има културни настани, целта ми е за што повеќе посетители има и од надвор од Гевгелија, нови настани кои што ќе се случуваат, ќе бидат присутни значајни имиња од сферата на културата, од уметноста во Гевгелија. И тука, значи, треба и туристичките работници да бидат подготвени, значи да ги пречекаат гостите кои еднаш ќе влезат во Гевгелија, по правило сите доаѓаат повторно, значи да си ја задржиме таа традиција и да ја прошириме нашата услуга. Така, Министерката на културата пресконференција што беше во јануари кажа дека Гевгелија заслужи да биде културна мека, искажа убави зборови и за библиотеката, и за театарот кој што е во фаза на реконструкција, и за АМАМот. Колку Министерството ќе има слух за да вложи во реконструкција на дел од тие културни објекти во Гевгелија? Верувам дека ќе има слух, значи ние имаме импресионирани беа од тоа што се работи во театарот веќе. Министерката и нејзиниот тим кога беа во Гевгелија, и додека ние не седиме мирно, имаме голема донација, благодарност до Европската унија за реконструкцијата на театарот што се работи, но ќе мораме да обезбедиме дополнителни средства и ние, значи живо заинтересирани и договорени овој театар, Народен театар, толку време затворен за граѓаните на општина Гевгелија и пошироко, до крајот на оваа година да си ја добие функцијата. Пред некој ден во Гевгелија гостуваше Македонскиот народен театар со драмата Сомнително лице. Јас видов многу задоволни лица, не сомнителни, туку стварно задоволни лица, посетителите кои гледа оваа драмска представа. Тоа е
го заслужуваат нашите граѓани да го имат почесто. Уште поубаво тоа би било кога тие представи би се одигрувале во Народниот театар. Исто со заеднички средства сега, поголем дел во моментот од општината и од Министерството за култура веќе се завршени сите тендерски постапки, треба да отпочне завршувањето на реконструкцијата на да се прави кровот, веќе да фасадата да се среди внатре, да се интериерно и да се ја добие функцијата за која што збориме толку време, да биде уметничка галерија каде што ќе има еден убав простор да можат уметниците од Гевгелија пошироко да изложуваат. Домот на културата го изгубивме под наводници, тој не беше објектот, така. Меѓутоа, докаде е со оној договор со Универзитетот Гоце Делчев од Штип за реконструкција на пионерскиот дом, бидејќи тоа е извонредно значаен објект кој што може, доколку се преуреди, доколку се нашминка, да представува едно значајно место за културата. Пионерскиот дом е во состојба во која што е, за жал. Имавме скоро состанок со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев околу тоа кој што ќе превземе од работите за доспремување. Они ги работат веќе пресметките за да може да ги предвидат, распишат тендерските постапки, да таа реконструкција на кровната конструкција и на кровот се направи во летниот период кога најмалку се користи овој дом, кога нема одвивање на настава, за да не дојде до прекин на активностите. И сметам дека тука ова ќе се заврши на задоволство на сите. Ми се чини, исправете ме ако не сум во право, дека општина Гевгелија има најмалку проблеми со условите во кои работат учениците и наставниците. Кажавме пред малку дека и 2009 и 2010 мислине ги нема тие слики кои што ги гледаме на од некои други општини каде што стварно ситуацијата е лоша. Колку вие се чувствувате задоволни тоа што нашите ученици ги немаат тие проблеми кои што ги имат можеби некои, за жал, ученици и наставници во другите делови? Во секој случај задоволен, не смееме, нема да си дозволиме ние да не се случува такви работи во Гевгелија. Тоа да го имаме на територија на целата општина со замената на столаријата, има значајни заштеди на средства за грејење, сега се качуваат и цените на нафтените деривати. Доста е значајно тоа, тие заштеди што се направија веќе во овој дел, се осека веќе, учениците не мрзнат во училиштата, лесно се загрева и мислам тука тоа што го презедовме се со цел да им удоволиме и на учениците, и на наставниците, и на сите вработени кои што ги користат овие објекти. Се чини се подобруваат и условите за спортување, значи кога се е добро, кога се задоволни во наставата, сакат и да спортуваат. Полека заживее оној училишен спорт кој што изминатите години беше малку во замирање. Се најавува превземање, да кажем, и овие две сали што ги имаме тука, ДТВ Партизани и 26 април во општински рамки, во надлежност на општината, колкото ќе придонесе за создавање на, можеби, идни спортски великани од Гевгелија. Овие денови имавме состанок со јавното предпријатие за стопанесување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија и представниците на владата, значи околу овие процеси за превземање на надлежностите за управувањето со спортските објекти од страна на општината. Сметаме дека подобро ќе стопанисуваме ние во секој случај и ќе ги ставиме во функцијата за тоа што треба да биде, значи во функција на спортот. Има потенцијал спортски Гевгелија, може да биде расадник за таленти и спортисти и тоа максимално ќе го искористиме. Ќе имат поддршка апсолутно. Сите активности кои што ќе се одвиваат не само во салите и спортовите кои што се клубските спортови на отворено. Значи целта е да имаме здрави генерации со надпреварувачки дух. Така, колку сте задоволни да поминеме на она што се нарекува соработка со Советот на општината Гевгелија?
На последната седница исто така речи сите советници кажаа дека се задоволни од соработката со градоначалникот. Колку тоа ви годи? Значи, дека не знам дали сите тоа го имат кажано. Задоволен сум од соработката. Значи, тоа е нормално да има спротивни мислења, затоа и има наречени позиции и наречена опозиција. Но во секој случај задоволен сум од соработката. Сметам дека можеме и да ја напредуваме секогаш, но кога се работи за интересите на Гевгелија, тука, значи, соработката е пред се. Кажавте пред малку, можеби не сите мислат така. Не сите мислат дека сте ги примиле сите оние што побарале прием кај вас. Дали е тоа така? Гледајќи ги тие бројки, ми се чини во споредба со некои други општини, речиси над 500, ако не и повеќе, граѓани се примени. Кај вас, значи, секој нешто тропнал, не бил вратен. Добро, не сум успел да се сретам со сите што побарале прием кај мене, но во голем дел, затоа што и во тие барања, нели, и најавување, работените прашуваат за кој проблем сакате, па некои од граѓаните ги преупатуваат каде да им се реши проблемот. Реално, градоначалникот, ако цело време има само приемни денови, нема да може да одработи ништо. Значи, луѓето нормално доаѓаат со нивните проблеми, но секогаш не е решението кај градоначалникот. За жал, многу ретко е. Ако ја анализирате табелата од извештајот, за која работа најмногу го барале градоначалникот, тоа е вработување. А и прегески вие спомнавте, градоначалникот или општината не е таа што директно вработува. За мене е многу покорисно да го искористиме тоа време, да ги донесеме плановите, да ги интензивираме таа работа на куќите, да ги ускладиме барањата на потенцијалните инвеститори со собствениците кои што го имаат земјиштето или со интересите, за да може да се отворат тие работни места. И гледам во тој дел да бидам покорисен колку што може за да ги оствариме нашите цели. Колку во таа помош кон граѓаните може да придонеси една нова алатка која што се подготвува во општината, тој систем од 48 часа? Одлична алатка. Софтверот го добивме на подарок од нашите побратими на општина Инџија. Веќе финалните подготовки се завршуваат околу подготовка на системот и тој систем ќе биде, сметам, на задоволство на сите граѓани на општина Гевгелија и зголемува одговорноста на општинската администрација, затоа што за секој пријавен проблем треба да се одговори во рок од 48 часа. По можности да се реши или да се одговори кога ќе се реши тој проблем. Значи, ние сме таму во општината за потребите на граѓаните. И овој систем е извонредна алатка за точно задоволување на потребите на граѓаните и решавањето на нивните проблеми. Докаде бевте вчера, ми се чини, на таа средба со регионалната пречистителна станица? Вчера имавме средба за регионалната депонија. Депонијата, да. Значи, пред тендерската постапка, сега треба да оди тендерската постапка, го ускладувавме договорот за меѓуопштинската соработка во овој дел и за можниот договор со идниот концесионер. Значи, кој модел би бил. Барањата од повеќето од нас се што поскоро тоа да се случи, за да ги заборавиме веќе тие диви депонии, ѓубришта, нерегулирано фрлање на отпад и такви ситни проблеми кои што ни се појавуваат. А за пречистителната станица за Гевгелија, веќе е на крај избран е, мислам, веќе и консултантот, затоа што тој тендер го распиша швајцарската амбасада и треба да отпочне припремањето на тендерската документација за да отпочнат активностите околу изградбата и на пречистителната станица. Значи, во една цел да Гевгелија биде чисто